Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Популарната американска пејачка Бионсе добила не само улица која го носи нејзиното име, туку цел булевар на Бермудските острови. Улицата која го носи името на Бионсе само иницијативно ја применувале жителите, откако познатата пејачка настапила на тоа место во рамките на еден музички фестивал што бил одржан во 2008 година. Иако промената на името на булеварот не е официјална, новиот назив станал толку популарен што била поставена и табла со името на пејачката. По незиниот настап сите почнаа улицата да ја викаат булеварот Бионсе, објаснил еден бермудски жител за американските медиуми, додавајќи дека сега сите така ја нарекуваат улицата, дури и кога им објаснуваат на туристите каде да одат. Поранишната сопруга на актерот Том Круз, Кейти Холмс, после разводот навистина се посветила на својата кариера и на одгледувањето на ќерката Сури. И не само тоа, после разводот актерката почнала да ужива во животот и се почесто да излегува. Кейти е видена во друштво со својот агент Адам, со кој отишла на кошаркарски надпревар. Се шпекулира дека тоа е незиното ново момче, а судејќи со насмевката на актерката, таа ужива во деновите како слободна жена. Актерката не ја симнувала насмевката од лицето во текот на целиот надпревар, на кој стигнала облечена во фармерки, кошула и со црвени подпетици, пренесуваат медиумите преку океанот. Како што пренесуваат американските медиуми, Кейти неколку месеци е во врска со својот агент, а неодамна биле фотографирани и на романтична вечера. По разводот од Круз во јули минатата година, Холмс се фокусирана на приватниот живот и одгледувањето на ќеркичката Сури, со која по разводот се пресели во Њујорк. Откако ја надмина кризата по првиот брак, конечно е влюбена, открил извор близок на актерката. Една од најубавите и најголеми холивудски актерки на сите времиња, Одри Хепберн, повторно доби улога, овој пат во реклама за британското чоколадо Галакси. За да се изработи оваа реклама, чие действие се случува во Италија во 1950-тите години, била потребна една година, а славната актерка била вратена во живот со помош на визуелните ефекти што ги има компјутерската технологија. Сушност се работи за модел кој има слични црти како славната актерка, но со помош на технологијата тие се изменети за да изгледа како навистина да се работи за Одри. Децата на актерката изјавија дека нивната мајка би сакала да се случи ова, бидејќи Галакси било незиното омилено чоколадо. Актерката почина на 64 годишна возраст во 1994 година во Швајцарија, по боледување од редок вид рак. Како што пренесуваат американските медиуми, познатата раперка Ники Минаж минатата недела одржала пресконференција по повод престојната модна линија која ќе се продава во ланецот на продавници Кейт Март. Изгледа пејачката работи со полна пара, па истовремено работи и како дизајнер и во музичките води. За време на промоцијата на новата модна линија, раперката најавила и дека снима нов албум во Лос Анџелес, додека трае снимањето на шоуто Американски идол, а наскоро ќе се појави и видеозапис за песната High School, во која гостува Лил Вейн. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.